знаете, тука имаме секогаш дилема кога разговараме со компаниите. Компаниите секогаш сакат да им дадеме готови студенти, дипломирани студенти, кои они веднаш ќе го вклучат во процесот, во производниот процес. Од друга страна, во светот се напушта концептот на строго специјализирани студиски програми. До пред 10 години се бараше инженерот, ајде да го земеме предвид инженерот, да биде строго насочен за да може веднаш да влезе во процесот на производство. Сега веќе тој тренд се напушта на светско ниво и се оди на широко обучен инженер, ако збориме за инженерите, тоа значи и за било кој друг кадар, широко обучен, со високо развиени вештини и добро анализирана или имање на практична работа во текот на студирањето, за да може да се вклучи во било кој процес. Тоа ни одговара на нас како земја затоа што сме мала земја. Ние не можеме да имаме премногу студиски програми, не можеме да ги дисперзираме студентите по неколку студенти на дадена студиска програма. И мислам тој концепт го препозна и Факултетот за електротехника и информацијски технологии и тоа е суштина што првите 2 години скоро во повеќето испити се исти. Така, Анастасија? Исти со... Прва година е заедничка. Да. Помеѓу сите. Сите предмети. И тоа секогаш било, значи. И самите паралелки се мешани, не се во прва година не сме делени по смерови, туку во секоја паралелка имаат сите смерови. По азбучен ред ги делиме. Ето. Така просто кажа.